И веќе имаме, спомене Иване, првата соговорничка овде во студиото 3 на Македонската телевизија и темата на која што ќе разговараме. Измами со брзи кредити при плаќање со платежни картички на интернет, при осигурување и високи сметки за електрична енергија се само дел од поплаките на граѓаните изминатиот период до организацијата на потрошувачи. Колку заштитните механизми на владата пак дадоа ефект во однос на цените во маркетите, утрово анализираме со Татјана Тасовска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Најпрво, јас да ја искористам приликата да им го честитам празникот на припадниците на муслиманската вероисповест, да биде среќен и убав ден. Да не сближуваат вакви убави празници и убави денови. Ајде да почнеме со она што последно го споменавме, а зашто најмногу се зборуваше и се реагираше во последниот период, тоа се цените во маркетите, но некако во изминативе денови како да спласна реакциите, барем таков е впечатокот во јавноста. Имавте и вие бројни представки, па затоа го поставуваме прашањето дали тоа значи дека механизмите на владата дадоа ефект или се што ни се случи изминатиот период, ова исто така важна тема сега засега ја стави во сенка. Така, можам да кажам дека и кај нас во Организација на потрошувачите по овој основ се намалија бројот на поплаките од страна на граѓаните. Може би навистина поради се тоа што ни се случуваше, фокусот беше ставен некаде на друго место, па никој многу не внимаваше на тоа какви се цените во маркетите. Иако има некое, посебно на оние што имаат за гарантирана цена намалување на основните прехранбени производи на цените, сепак сметам дека се уште нема некој голем ефект од сите мерки кои што се применуваат. Еве сега имаме празник, потоа во текот на месец април ќе следи и нашиот празник Великден и мислам дека посебно во делот на зеленчукот, овошјето, повторно цените ќе се качуваат, бидејќи јајцата секако, иако нели можеби ќе бидат загарантирани, па нема да се смее да се оди многу високо, но граѓаните многу не можат да го почувствуваат бенефитот, повторно се жалат на оние неправилности во однос на тоа дека цените на гондолите и оние на касите не се идентични, дека многу често една цена има, потоа наплаќаат повисока цена. Дали знаеме дека во овој период сега и фокусот на инспекцијските служби во однос на контролите е насочен на друго место, што значи дека нема толку многу големи контроли во супермаркетите и пратењето на цените. Оно што беше најавено со измените на законот за потрошувачи, дека ќе има информации на тоа каде и кои цени се на дневна основа, какви се цените во маркетите, мислам дека се уште не е профункционирано, значи се уште немаме таков механизам за да провериме каде би можеле одреден производ најевтино да го купиме. И мислам дека после се ова што се случи повторно за некој период ќе станат актуелни цените со наидување на престојните празници, граѓаните ќе увидат дека нивниот буџет повторно ќе се потроши многу брзо. По кои други основи сметаат дека правата на потрошувачите се злоупотребуваат? Зашто друго прејавуваат граѓаните изминатиот период? Проблемите на потрошувачите континуирано во зависност и од периодите се менуваат, меѓутоа она што континуирано можеме да го забележиме како поплаки, тоа се оние кои што се однесуваат најчесто на техничките производи, непризнавање на се касни со сервисите, не им се признава гаранцијата, неквалитетните производи, она што сте го купиле па многу брзо, нели ви се кине или одлепува, ако станува збор за текстил, за обувки, во тој случај барате да го замените, па многу потешко може да ги заменат производите, реакциите и тука се големи. Вие веќе спомнавте и во делот на финансиските услуги, во делот на онлайн купувањето, значи
континуирано поплаките следат, исто така во зависност од периодот, можеби и во делот на јавните услуги, ако станува збор за зимскиот период, повисоки се сметките за електрична енергија, па тука имаме реакции, ако е почеток на грејна сезона има реакции во однос на топлинската енергија. Значи тоа е се во суштина поплаките кои што кај нас пристигнуваат постојано. Колку и да зборуваме за онлайн купувањето, некако како да не ги учиме грешките кои што ги правиме. Многу нерегистрирани онлайн продавници имаме на кои што граѓаните и покрај тоа што еднаш до сега биле измамени, повторно наседнуваат и повторно им даваат доверба со купување производи. Актуелен е и Тему во овој период се издаде и предупредување да се внимава при пазарувањето таму. Имаме ли до сега некаква поплака конкретно за Тему и докаде сме со онлайн пазарувањето, учиме ли на грешките или се уште истите поплаки? Така, значи онлайн пазарењето е во овој момент навистина можеби со највисока ставка, да речам, кај нас со поплаките. Постојано по 5-6 поплаки во текот на денот сигурно има. И истите најчесто се однесуваат на оние онлайн трговци кои што ги спомнавте, кои што не се регистрирани, не се правни лица во Македонија. И покрај тоа што најчесто таму производите имаат пониски цени, па граѓаните и што велите и повторно се одлучуваат да купуваат, па некогаш производот што ќе го добиете во ред, меѓутоа и во тој случај немате проблем, меѓутоа ако сакате да го замените, да го вратите, тогаш имате проблем бидејќи не можете да ги најдете, ве блокираат, значи не постои начин како тоа да го пријавите бидејќи немате фискална сметка, плаќате во готовина и во тој случај немате ни релевантни документи со кои што би можеле согласно законот да реагирате или до нас или до пазарна инспекција, па останува на одговорност на самите граѓани ако нешто не е во ред и ако не успеат да се спогодат со продавачот да не можат да си го решат проблемот и покрај тоа што еднаш, два пати, дури ја имам мои блиски луѓе кои што постојано велат бе јас направи вака и вака, се што да правам? Ништо, со здравје да си го носиш, тоа е. Зошто се случува тоа постојано, репетитивно? Затоа што луѓето едноставно сметаат дека следниот пат нема да им се случи. Ви велам, не се многу високи цените во однос на Тему. Мислам дека е можеби малце посреден системот во однос на враќање на пари, во однос на тоа ако не ви стигнат производите, па да пријавите веднаш ви ги рефундираат средствата и така натаму. Меѓутоа тука има согледување дека тука има поплаки во однос на квалитетот на производите. Значи веќе се јавуваат луѓе кои што посебно во делот на текстилот и така натаму се има производи со кои што се задоволни граѓаните, меѓутоа има и граѓани кои велат веќе нема да нарачувам бидејќи сето тоа што го добив сметам дека не е со соодветен квалитет, меѓутоа повторно ќе споменам ниските цени на производите ќе ги мотивираат граѓаните и понатаму да купуваат и од Тему и од било која друга онлайн продавница, иако постојано не предупредуваат. Сепак имаме ние и легални онлайн продавници каде што се си функционира нормално, каде што можете да купите производ, да си платите со картичка и во тој случај добивате или сметка или фактура, па потоа постапката идентична како да сте купиле во продавница. Во еден сегмент кога зборувавте за преставките, односно по кој основ се доставуваат кај нас, ги споминавте сметките за електрична енергија. Граѓаните многу реагираа на оваа тема изминатиот период, барајќи начин како да не плаќаат толку високи сметки, поднесуваа преставки до вас и до Ивано Хоум и до Регулаторната комисија за енергетика. Колку пристигнаа по оваа основа кај вас и каква е ингеренцијата на организацијата на потрошувачи во овој сегмент? Така, значи кај нас исто така пристигнуваа посебно во оној период кога беше навистина ладно, кога се користеше од оние граѓани кои што се греат практично на електрична енергија, се греја на електричната енергија, во тој период им пристигна многу високи сметки, стигнаа поплаки до нас во однос на тоа дека во делот, значи пресметковните периоди се подолги, наместо 30 дена понекаде и 40 се пресметувале, па на тој начин
практично граѓаните кои што би требало да бидат во првата тарифа одат во втората тарифа и или третата, па плаќаат нели многу повисоки цени од она која што регуларно би ја плаќале доколку се во првата тарифа. Ние како организација на потрошувачи сме практично здружение на граѓани, нашата улога е советодавна и да комуницираме со ЕВН ако има нели можност да се реши, ако не во тој случај секако ги испраќаме до надлежните институции. Мислам дека голем дел од граѓаните беа повикани практично и од регулаторната комисија да се обратат таму во случај кога имаат високи сметки, доколку се констатираат навистина пропусти во наплатата на сметките, во тој случај тие сметки би им била намалена наредната сметка, меѓутоа повторно тука се жалат граѓаните дека на тој начин практично они го кредитираат ЕВН, бидејќи однапред сте си платиле за наредниот месец, па нели буџетот за тој месец многу повеќе ви се намалил. Сега можеби ќе имате наредниот месец нешто повеќе средства, меѓутоа сепак е тоа проблем посебно во едни месеци како што е декември, јануар, кога знаеме дека се навистина долги, имаме повеќе трошоци, повеќе празници и тогаш навистина средствата ни се потребни. Во услови кога поголеми дели од граѓаните се разочарани од системот, ете како да креваат раце од се, задоволителен ли е бројот на поплаки? Реагираат ли се уште граѓаните свесно? Еве ако направиме испоредба со 2024 година во однос на 2023 година, имаме намалување или зголемување? Ако прашам намалување или зголемување, мислам нели сепак и на квалитетот, можеби ете, ако имаме подобрување на квалитетот на услугите, имаме намалување на преставките или тоа се доложи на веќе кренатите раце на граѓаните? Ајде, што биде дека Јас мислам дека кај нас поплаките горе-доле се движат на исто ниво. Значи, 2024 и 2023 некаде над 1600 имаме поплаки, што значи дека континуирано, да речем, граѓаните се обраќаат до кај нас со различни проблеми. Понекогаш нели сметаа дека не може, меѓутоа она што го забележувам најчесто повторно и покрај се јавувањата ни се телефонски. Значи менталитетот на нашите граѓани е кога ќе бидат изнервирани во моментот, нели, тогаш да ви се јават и да прашаат, да реагираат и така натаму. Многу, иако постојано ги упатуваме на тоа дека имаме мејлови, имаме платформа на која што можат да напишат, да прикачат документи, на тој начин и нашата постапка е полесна, бидејќи можеме да се обратиме и до трговците и до надлежните инспекциски служби. Сепак најлесно е, нели, кога ќе се јавите телефонски, некој ќе ви се јави и ќе ви објасни. Се трудиме да одговориме на сите што можеме, понекогаш можеби на телефонското јавување не сме одговориле, бидејќи непостојано сме тука и ние не сме во многу голем број, меѓутоа најчесто се трудиме да помогнеме колку што можеме и мислам дека граѓаните не се демотивирани, напротив, мислам дека од година на година се повеќе се освестуваме како потрошувачи и можеби не можам да кажам дека се средени состојбите, дека квалитетот на производите и услугите е многу подобар, меѓутоа мислам дека свеста на граѓаните во овој домен не се поголема, па се повеќе и повеќе си ги бараат своите права како потрошувачи. Свеста се зголемува со едукација. Секоја година, на старт на годината, владата носи и програма за заштита на потрошувачите. На стартот на февруари беше донесена годинашнава за 2025-та. И тука во програмата, од она што можев да го прочитам, изменати веденови се задолжуваат сите министерства да имаат своји активности во насока на едукација на корисниците на нивните услуги. Што е со едукацијата во овој сегмент? Колку оваа програма вам ви олеснува? Така, јас можам да кажам дека за разлика од минатите години, оваа програма има многу малку средства. Значи, ако во претходните години дури институциите одредуваа одредени средства за реализација на активностите, оваа година можете да забележите дека најголем дел од активностите кои што секое министерство или институција ги има планирано, стои дека не се потребни средства, односно дека они сами ќе си ги реализираат активностите, што не сум баш сигурна дека ќе биде така. И оние средства кои што ги даваат континуирано како поддршка на
организациите на потрошувачи, ние не сме сами, во Македонија има уште 5 организации на потрошувачи, на вистина се, да речем, на некој начин символични, тоа се средства со кои што ние во принцип не би можеле ни инфраструктурата да ја одржиме, меѓутоа сепак се трудиме, наоѓајќи извори и средства од други донатори да им помогнеме на потрошувачите и да останеме континуирано тука и за и медиумите и за граѓаните секогаш кога е потребно. Програмата се надевам дека сепак ќе биде реализирана, дека институциите ќе си ги преземат за својот дел од активности и дека во текот на своето редовно работење ќе вклучат многу повеќе и сегменти на едукација на граѓаните во сите сфери, бидејќи тука станува збори за храна, станува збори за финансиски услуги, за образование и значи се она што на некој начин би можело да придонесе од најмала возраст па до највозрастна да потрошувачите си ги запознаат своите права. Благодариме за гостувањето во Македонија. Наутро секако ќе ја следиме работата и вашите активности, сите теми што се во интерес на гледачите, повторно ќе ги отвориме во студио. Благодариме, Тетјана.